Министерствата, фондовите, јавните предпријатија и општините должат вкупно 363 милиони евра за неплатени сметки за струја, вода, за набавки, склучени тендери. Долгови имаат речиси сите институции, од училишта и градинки до профитабилни предпријатија во државна сопственост. Во рамки на буџетските корисници, најголемиот износ на неплатени обврски е во финансирање на дејностите од областа на културата во износ од 2,4 милиарди денари. Тука обврските се главно за изградба на салата на Филхармонијата, Драмскиот театар, објектот Мајка Тереза и за театарот Велес. Неплатените обврски на јавните здравствени установи изнесуваат 3,2 милиарди денари. Најголеми се во Институтот за трансфузиона медицина, Општата болница 8 септември Скопје и Клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје. Од општините, најголем должник е Охрид, има неплатени сметки од 11,5 милиони евра. Следна на листата е Тетово со долг од 8 милиони евра, а градоначалникот на Карпош, Стефчо Екимовски, по различни основи должи 7,7 милиони евра. Сметки не плаќале ниту најпрофитабилните државни компании, Елем и Мепсо. Долговите се пресметани заклучно со крајот на мај годинава, а министерот Тевдовски не каже од кога се трупале. Со резерва ја објави и вкупната сума на долг од 363 милиони евра, бидејќи смета дека не е конечна. Големи се шансите компаниите се уште да не ги фактурирале побарувањето државата и таа да стигне до 700 милиони евра. Пред 4 години, тогашниот премиер Никола Груевски и неговиот министер за финансии Зоран Ставревски објавија дека го вратиле долгот кон стопанството во висина од 82 милиони евра. Сега, денеска министерот Тевдовски не прецизираше од кога датираат овие неплатени сметки. За комплетно раздолжување кон стопанството се водат преговори со Светска банка, но засега нема прецизни детали како тоа ќе се реализира.